Dasara kanakashumin kidem tumen Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Roma siam avenamenza Savore te ava Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Romengere democratica neta katia Parisurali patinia Arisasti bari Macedonia Cedam Romani bari bartia Romengere democratica neta katia Parisurali patinia Arisasti bari Macedonia Cedam Romani bari bartia Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Dasara kanakashunen kidem tumen savore Roma siam avenamenza Savore te ava coeta Romengere democratica neta katia Parisurali patinia Arisasti bari Macedonia Cedam Romani bari bartia Romengere democratica neta katia Parisurali Почитувани, ве молам за внимание да ја проследиме химната на Република Македонија и химната на ромите.
Cimarroni, Terrado Matechavara, Metechora, la que me Cimarroni, Terrado Matechavara, Metechora, la que me Почитуван председател на партијата Демократски сили на ромите на Македонија, доктор Шабан Салиу. Почитуван председател на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Ваши екселенции, почитувани пријатели, добре дојдовте на 21-та годишнина од постоењето на Демократски сили на ромите. Ми представува голема чест и задоволство да ја отворам оваа прослава на Демократски сили на ромите, која уште еднаш докажува дека е најмоќната ромска политичка партија која веќе повеќе од 20 години постои на македонската политичка сцена. Неуморно и посветено, од денот на основањето па се до денес, ДСР несебично се залага за остварување и уважување, уживање на уставните и законски права на припадниците на ромската заедница во рамките на системот, за подобрување и напредување на условите за живење, социјална сигурност, здравствена заштита, образованието и културата на ромите. Се залага за целосно действување врз создавање на услови за негување и чување на изворната култура, традициите, фолклорот на ромите и свеста за нивната национална припадност. Демократски сили на ромите го отвори патот на ромскиот народ кон својата матична држава, Република Индија. Председателот на партијата е еден од личностите кој помогна за остварување на првите вработувања од ромската заедница. Го поканувам да ви се обрати председателот на Демократски сили на ромите, доктор Шабан Салиу. Почитувани дами и господа, драги пријатели, членови на партијата Демократски сили на ромите, добро вечере. На почетокот сакам да ве поздравам сите присутни на вечерашниот настан, а на членовите на партијата ДСР да им ја честитам 20 годишнината од постоењето на партијата, да ви посакам многу среќа, здравје и берикет. Ги поздравувам представниците на дипломатскиот кор, амбасадорите, председателите на политичките партии, а посебно сакам да го поздравам председателот на најголемата и најсилната партија во државата, ВМРО ДПМН, професорот доктор Христијан Мицковски. И сите други драги пријатели кои денес ве има во голем број. Ви благодарам.
Драги пријатели, нажалост и денес не можам а да не споменам во мојот говор за катастрофалната состојба во која се наоѓаме ние ромите, а нажалост и нашата држава Македонија. Мојот ромски народ и денес живее уште полошо и победно од кога и да е на маргините на општеството, како никогаш досега. Се најсиромашни, не само што го допреа, туку и го пробија дното на бедата. Без работа, без здравствена и социјална заштита, без основни средства за живот, оставени сами на себе да се снаоѓаат како знаат и умеат надвор од институциите. Ромите се жртва на висок степен на дискриминација, нетолеранција, тортура, стереотипи, предрасуди и живеат во крајно нехумани и нечовечки услови. Драги пријатели, рамковниот договор, ниту стратегијата на ромите, декадата на ромите, стратешките планови на ОПСЕ за ромите и многу други документи кои се однесуваат за ромите, неуспешно се имплементира и не ги исполнаа очекувањата на ромската заедница. Нашата партија ДСР е последен бедем и секогаш ќе бидеме на браникот на заштитата на основните фундаментални права и слободи на граѓаните од ромската заедница, загарантирани со Уставот, законите и меѓународните акти. Како партија ДСР се залага за почитување на уставниот принцип за еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, се залагаме за потполно еднаков третман на ромската заедница, да ги ужива сите права кои следуваат. Благодарение на нашата партија Демократски сили на ромите, која минатите години деноночно работеше, беше и парламентарна, се започнати интегративните процеси на ромите, но со владата на СДС и ДУИ се во застој. Големи успеси на ДСР се првите вработувања роми во администрацијата и сите органи во државата. Тоа беше уште за време на ВМРО ДПМН која беше на власт и после тоа останавме на исто место. Значи 2006 година ВМРО ДПМН дојде на власт и започнаа сите интегративни процеси во сите сфери. Потоа, официјалната употреба на ромското знаме, државниот празник на ромите 8 април, стипендии во образовниот процес и многу други бенефиции. Македонија е единствена држава во светот која ги внесе ромите во преамбулата на Уставот. Со тоа многу се гордееме и покрај останатите и моја заслуга е. Тоа е единствено во светот. Со ваквиот организиран пристап и креирање на принципиелна, демократска и флексибилна политика, ДСР високо котира на политичката сцена како најголема, најсилна ромска партија со членство околу 18.000 до 22 гласачи. Нема општина или населено место каде што живеат роми, а да не ги посетивме. Нашата партија жестоко се мобилизира за престојните парламентарни избори, кога и да се случат. ДСР е партија која секогаш одлучува во добивањето на последните 6 пратеници на листата од 6 изборни единици во нашата коалиција. Тоа може да се провери лесно на резултатите од последните парламентарни избори 2020 година. Но, на жалост, во изборната единица 3 и 6, последните кандидати на коалицијата за пратеници не поминаа само за околу 100 до 120 гласа. Ако ги добиевме тие два пратеника, ние ќе бевме победници и хаосот во државата немаше да ни се случи на сите. Роми не живеат само во Шуторизари, каде што излегуваат на избори околу 4000 до 5000 избирачи. И тие се делат на неколку ромски партии. Големата бројка на ромски гласови низ државата е повеќе од 32.000 кои излегуваат да гласаат.
точно тука ДСР е апсолутно најсилна преку своите 43 општински организации. И во овај момент, сите представници од општинските организации, од се срце сакам да им се заблагодарам на соработката кој изминатите години до денес ми ја дава. И сега, во опозиција, и покрај безброј закани ДСР, не само што остана лојална на ВМРО ДПМН, секогаш прва беше на сите протести, собири, организирања и десувања на опозицијата, било каде че беше повикана и во голема бројка. Сакам само да ве посетам на протестите пред владата 15 јули 2022 година, кога зелените мајци, како река чекореа од 2500 наши членови. ДСР е силна, сериозна и лојална коалициона партија на ВМРО ДПМН од 2003 година и прв подпишан коалиционен партнер на ВМРО ДПМН од плурализмот, која никогаш не сменила страна и е со ВМРО ДПМН и во добро и во лошо. Партијата ДСР со целото членство и раководство низ државата очекува голема победа на парламентарните избори кои престојат и ДСР да постане парламентарна партија со пратеник во законодавниот дом, со министер во извршната власт и повеќе директори. Нашата партија цврсто верува дека ВМРО ДПМН и лидерот на партијата, професорот доктор Христијан Мицковски, кого особено го почитувам и од моментот кога е председател на политичка партија, постојано сме во контакт и заедно одлучуваме за многу важни работи и за ромите. Очекувам че имаат слух за нашите барања за партиципација во идната власт и да спроведеме искрена и доследна фер интеграција на ромите во Македонија и постигнување на она, како ја што секогаш милувам да го кажам, општествено, економска, политичка и културна ренесанса за ромската заедница. ДСР е партија со идеологија, со визија и мисија за иднината на ромите. Живее и работи согласно идеалите на Нелсон Мендела, го цитирам. Мојот идеал е демократско и слободно општество во кое сите луѓе ќе живеат заедно, во хармонија со еднакви можности. Тоа е идеал во кој верувам, за кој сакам да живеам и кој се надевам че се оствари. А ако е потребно за тој идеал, сум спремен и да умрам. Затварам цитат. Во стилот на големиот борец за човекови права, Мартин Лутер Кинг, би завршил со неговата мисла: секогаш е право време да се направи она што е вистинско. Да живее Република Македонија, нашата држава, да е вечна и вековита партијата Демократски сили на ромите. Ви благодарам. Канувам председателот на политичката партија ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, да ви се обрати. Почитувани присутни, драги мои сограѓани роми, почитуван председател на Демократската сили на ромите, господин Шабан Салију, почитувани членови на партијата. Дозволете ми да ви честитам најпрво 21 година постоење на партијата на Демократските сили на ромите. Да ви посакам многу успеси и уште многу годишнини. Затоа што вашите успеси се и наши заеднички успеси. Демократските сили на ромите е партија која јас лично, но и ВМРО ДПМН исклучително ја почитуваме и ја поддржуваме. Соработката која ја имаме долги години наназад покажала дека заедно можеме многу да направиме. Не само за ромите, туку и за цела Македонија. Верувате дека вашата партија и господинот Шабан Салију сте автентичен
представник на политичките интереси на ромите во Македонија и тоа е препознаено меѓу вашиот електорат. Зошто ова го говорам? Изминатите 6 години власт на СДСМ и нејзините коалициони партнери гледаме уназадување на стандардот и социјалната положба на сите граѓани, а посебно кај ромите. Токму погрешните и катастрофални економски политики на власта најмногу ги погодија моите сограѓани роми и беа причина за драстичен раст на сиромаштијата. Погледнете ги последните податоци кои покажуваат дека сиромаштијата толку забрзано расте што до крајот на годината може да зафати 600.000 граѓани, а од нив повеќе од 80.000 граѓани се оставени во мизерија со само 60 денари на ден. Според податоците кои беа објавени во јавноста, 40% од ромските деца се во сиромаштија. 79% од ромското население е во ризик од сиромаштија. Ова е поразително и застрамувачки. Наместо да зборуваме тука за културен напредок, ние говориме за голо преживување на луѓето. Ромите како зенница, кои ја почитуваат Македонија како својата татковина, се заборавени и маргинализирани од страна на институциите во државата. Но верувајте, не сте сами во оваа мака, затоа што огромно мнозинство од луѓе едва и врзува крај со крај, ниту јас ви ветувам ќе го оставиме сами. Деновите на оваа неодговорна власт, која мисли за тоа како да земе некој тендер повеќе, полека, но сигурно се одбројуваат. Полека, но сигурно, оваа власт ќе замине, затоа што потврли на секое поле и затоа што не создаде праведна држава. Кога го споменуваме правото и правдата, неодминливо е да видиме каков хаос оставаат позади себе. Зборуваат за реформи, а донесоа неправда. Во Македонија одговараат само оние кои украле кебапчиња, а крупниот капитал, заедно со криминалот кој што го прави тој крупен капитал, остана заштитен од тие кои што треба да го гонат. Сигурно се сеќавате на драмите кои ги правеа, на паролите нема правда, нема мир, на дивењето по улици. За сега тие лажни правдолюбци никаде да ги нема, да исчезнат. Зошто е тоа така? Затоа што тргуваа со правдата, затоа што направија селективност и на крај направија директен упад во правниот систем и правната држава, менувајќи преку ноќ членови од кривичниот законник со цел да обезбедат амнестија за себе и за своите партнери, а при тоа да не одговараат за криминалот кој што го правеа изминативе години. Но им порачуваме: Европа без правда не оди. Европа без гонење на организираниот криминал нема. Важно е да изградиме систем на санкционирање кој ќе замени оваа култура на неказнивост. Не може за убиство на куче или препарирање на птица да се казнува повеќе отколку за украдени тешки милиони народни пари. Мои, ваши, наши пари, кои ги плаќаме како даночни обврзници. Ги гледам и почнувам да се сомневам дека систематски играат на картата за создавање на апатија кај народот, со цел или да го иселат целосно, или да го демотивираат. Погледнете ги нашите мала, нашите села, нашите градови. Екзодус не се случува. Нема човек во Македонија на кого некој роднина не му заминал во странство. Не само поради економски причини, туку затоа што гледа дека системот во Македонија не функционира. Институциите се киднапирани од страна на власта на ДУИ и СДСМ. Се користат да даваат тендери на своите блиски партиски донатори или да премолчуваат кога внукот на лидерот добива трговски центар на бакшиш во центарот на Скопје, кога братот на друг функционер станува собственик на луксузен
деловен простор, исто така во центарот на главниот град, или кога фамилијата на премиерот добива повластици за својот бизнес. Институциите наместо за народот работат за личните и бизнес интереси на функционерите. Тоа мораме да го прекинеме и за тоа мора да има одговорност. Апатијата која сакаат да ја насадат меѓу народот, ќе ја претвориме во револт и желба за промени. Важно е секој еден од вас да биде дел од промените, затоа што тие ќе донесат подобра иднина тука во Македонија. Ке ги гледате Ковачевски, Пендаровски и Спасовски, како се препелкаат уште повеќе во собствената кал во која пропадна. Сами себе ќе се демантираат, ќе се прават паднати од Марс, ќе ве убедуваат дека тоа што го правеле и што го кажале, а кое вие сте го слушнале со своји уши, виделе со своји очи и почувствувале на свој грб, дека не е така. Но се помалку има кој да им верува. Ке се обидат да расфрлаат пердуи, да лажат и да фрлаат со кал по други. Но и тоа нема да им помине. Затоа што се прочитани како буквар. Развластени се и делегитимирани се до коска. Веќе и нивните членови не им веруваат. Во влада не ги есапат веќе подолго време, ама сега веќе и во партија. Затоа што се што ветија погазија, се што кажа излажаа. Но важно е ние да ја кренеме Македонија од дното. Важно е ние да ја вратиме довербата на граѓаните и надежта за подобар живот. Тоа е можно само со здружени сили да работиме. Нашата коалиција да биде коалиција со народот. Истрајни сме на нашите принципи, тоа го покажавме, обединети сме и тоа го покажавме. Имаме визија и знаеме да работиме за народот. Ние ќе ги градиме европските стандарди и европските вредности тука во Македонија и во исто време ќе обезбедиме достоинствена и горда Македонија која ќе биде дом за нашите деца и нашите внуци. После историската двојна победа на локалните избори во 2021 година, како што кажа и председателот, доктор Шабан Салиу, се наоѓаме пред уште една историска победа на председателските и парламентарните избори, кои што ќе се случат за неколку месеци од денес. За тоа да биде што поубедливо, потребно е обединување, да застанеме сите околу коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, за да можеме сите оние реформи кои што ги планираме, со кои што ќе го подобриме животот во Македонија, зашто имаме план, имаме стратегија и визија да се претворат во реалност, за да можеме Македонија да ја трансформираме. Неодминлива алка во таа победа, како што била многу пати во минатото, е партијата на демократските сили на ромите, предводена од доктор Шабан Салиу. Уште еднашка ќе ми дозволите на крај да го честитам роденденот на демократските сили на ромите, да посакам уште многу вакви успешни родендени, да си славиме заедно, се разбира, да сте ми живи и здрави и да ни е вечна Македонија. Ви благодарам.
Почитувани гости, ви се заблагодарувам за вашето присуство на одбележувањето на уште една годишнина на Демократски сили на ромите. Останете во добро расположение со музичката изведба на единствената Пламенка Трајкова и нејзиниот оркестар. Ви благодарам за присуството и вниманието. Довидување.